Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Каков е интересот за самовработување во Прилеп? Во Центарот за вработување пристигнале 280 апликации. Крадел дрва, па се обидел да ги прегази полицајците од шумската полиција. Вклучен хидроалармот за поплави, нови интензивни врнежи и заситена почва од дожд ја зголемуваат опасноста од брзо надоаѓање на водите во повеќе региони низ државата. Културни збиднувања. Вечерва изложба во ликовниот салон на Марко Цепенков, модерни, многооблични, кој може да ја погледнете до 10 декември, а на 28 отворена изложба Линска стратиграфија од уметникот Давид Атанасовски. Времето денеска облачно и врнежливо со дневна температура која се движеше во интервали од 10 до 15 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Секое патување е ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божикни тури, метеори, божикното село Трикала со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп, ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп, Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза, традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкуса. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветановска. Во тек е склучувањето на договори, така што наскоро треба да се очекува отпочнување на производствените и услужните бизниси од кои некои за прв пат се регистрирани во Прилеп. Се надеваме дека ќе бидат успешни во наредните години, вели директорот на Центарот за вработување Прилеп Виолета Димеска. Во оглед на тоа дека оваа година имаше доста заинтересирани, имаше доста што бидејќи беше голема бројката, не успеа да добијат грант. Јас се надевам дека наредната година ќе имаме голема заинтересираност, а се очекува некаде оперативниот план да од прилика, значи околу март месец, па да биде веќе излезен и да имаме нови кредити за самовработување. Краделе дрва, па се обиделе да ги прегазат полицајците од шумската полиција. Дрвократци во Прилепско синоќа предизвикале судир со службено возило на шумската полиција, информираше на социјалните мрежи заменик директорот на Национални шуми Кире Мијајлков. Две лица се приведени на лице место, по останатите две кои се познати се трага, а двете возила и огревните дрва се одземени и предадени во Црнбор Прилеп.
Настанот се случил синоќа во 22 часот и 30 минути, кога во ОВР Прилеп лицето РМ од Прилеп пријавил дека на стариот патен правец Прилеп Велес кај местото викано Дервен, пријавителот вработен како шумска полиција заедно со неговиот колега затекнале 2 возила кои вршат бесправен транспорт на огревни дрва и при обид да ги стопираат, истите се обиделе да ги прегазат, при што удриле во нивното службено возило и избегале. Од страна на полициските службеници од Прилеп, лицата биле пронајдени и приведени во полициската станица Прилеп, при што е утврдено дека се работи за лицата ЕА и МА, двајцата од Прилеп, и по документирање на настанот против истите ќе следува соодветна пријава. Вклучен хидроалармот за поплави. Нови интензивни врнежи и заситената почва од дожд ја зголемуваат опасноста од брзо надоаѓање на водите во повеќе региони низ државата. Делови од државата денеска влегуваат во нестабилен хидролошки период, откако Управата за хидрометролошки работи издаде предупредување за можни излевања на локални поплави денеска и утре. Битола, Прилеп, Ресен, Охрид и Струга се во категоријата со мала опасност, но Управата за хидрометролошки работи предупредува дека ниските делови покрај Вардар, Прегалница, Пчиња, Струмица и Радика треба внимателно да се следат како се движи водостојот, бидејќи токму тие реки набрзо реагираат на нагли врнежи. Иако последните 3 дена имаше пауза од дожд, високата заситеност на земјиштето ќе овозможи побрза и понагласена реакција на сите речни текови, информираат од управата. Управата за хидрометролошки работи предупредува дека во услови на обилен дожд може да се појават локални излевања, активирање на помали реки и суводолици, па дури и заезерување на водата поради високи подземни води. Граѓаните се повикуваат на зголемено внимание, особено оние кои што живеат покрај реки, ниви и ниски зони каде што водата најчесто надоаѓа прва. Културни збинувања. Вечерва ќе биде отворена изложба во ликовниот салон, која може да ја погледнете до 10 декември, а на 28 ќе биде отворена изложбата Линиска стратиграфија од уметникот Давид Атанасовски. Во Центарот за култура Марко Цепенков вечерва со почеток од 19 часот ќе биде отворена изложбата Модерни и многооблични. Со своји дела ќе се представат академскиот ваер Славчо Павловски. Со своји дела ќе се представат академскиот ваер Славчо Павловски од Прилеп и Бранко Манчев, Ванеса Ода и Вероника Цветановска, студенти на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Проектот ја представува модерната уметност во скулптура, графика и сликарство. Временска прогноза. Времето денеска облачно и врнежливо со дневни температури кои се движат во интервали од 10 до 15 степени Целзиусови. Дуваше слаб до умерен, наместа повремен засилен ветер од јужен правец, а во попладневните часови започнаа повремени врнежи од дожд. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.